Професионален одбојкар кој пред се многу вложил во себе и во одбојката. Вака накратко се опиша Јовица Симовски, човекот со дресот број 9 во македонската одбојкарска репрезентација. Скромен, но крајно успешен во она што го работи. Во разговорот со нас се потсети какви беа неговите почетоци. Мајка ми ме натера да пробам едноставно, да идам на еден тренинг и ја го прифатив незиниот совет, направив еден тренинг, одбојката ми стана обсесија, стварно многу ми се допадна тој спорт и направив се за да успеам, за да бидам она што сум денеска. Првата топка тачно ја купив, меѓутоа не ја купив со сопствени средства, толку ја засагав одбојката што направив терен тука во нашето село за да играме одбојка. И на сите што играа одбојка, немавме топка, на сите што играа одбојка со мене им побарав по 50 или 100 денари, сега не можам точно да се сетам, и така ја купив првата одбојкарска топка. Ја имаш уште? Не, се расипа. Таа ни беше една единствена, со неја игравме цело време и се расипа. Ако во Тетово порано имало 4 екипи кои играле во првата лига, сега овој спорт го губи местото во Македонија. Се помалку има заинтересирани, се полоши услови за тренинзи. Одбојката во Македонија го губи своето место. Наназад више 10 години одбојката само пропаѓа во Македонија. Условите за жал се катастрофални. Тренираме во сали кои што се школски сали кои што немаат добри димензии на теренот. Трениравме сала која што е висока 5 метри и теренот е 8 на 8, наместо потребните 9 на 9. Потоа тренираме во руинирани сали. Салата Борис Трајковски не е затворена за нас, треба да се плати па да тренираме таму и да играме, а нашата федерација нема толку средства. Патуваме со автобус, што тоа ретко која професионална екипа го прави. Немаме опрема, некои од играчите се во хотел, некои се дома, така да тие работи се импровизација за една професионална екипа и со импровизација многу тешко се стигнува до добри резултати. Одбојката е колективен спорт, но Симовски во последните надпревари дефинитивно се издвои како најдобар играч. Овој пат добро ја завршив мојата работа во репрезентацијата и овој пат мислам дека бев најдобар играч. Меѓутоа и другите играчи многу другите играчи тоа што ми помогнаа, на пример примачите доста ми помогнаа, исто така и техничарите со распределба на топките. Без прием и без добар техничар не можем јас да си ја завршим работата, така да одбојката е колективен спорт. Еден мора да се издвои, меѓутоа сите се многу битни во тој ланец. По неговиот пат успешно оди и неговиот помал брат Дејан Симовски. Често настапуваат како една екипа на надпреварите во одбојка на песок во Охрид. Гума препорачува младите да се занимаваат со спорт без разлика какви се условите за тоа. Тој за непол месец заминува во Франција, каде почнува со предсезонските подготовки за екипата на Ажаксио. До тогаш е на одмор во своето родно Седларце, каде слободното време го поминува со своите најблиски, со сопругата.